Почитувани ученици, а и сите вие останати кои што го гледате видеото, добро утро, добар ден, добро вечер, нели во зависност од тоа кога ме гледате. Јас сум Антонио Неделковски, наставник по историја од Основното училиште Нал Немовски Борче од Скопје. Јас во ова видео ќе ви зборувам за Македонија во Првата светска војна. Бурен период за Македонија, бурен период за Балканот, бурен период за светот. Но, пред да преминеме на оваа тема, да се подсетиме за некои настани кои што се случиле непосредно пред Првата светска војна. Што се случува со Балканот? Имаме Прва Балканска војна, имаме Втора Балканска војна. Османидите се протерани од Македонија, но Македонија не добила собствена држава, туку Македонија била поделена. Вардарскиот дел, со исклучок на Струмица и околината, припаднала на Србија. Пиринскиот дел, плюс Струмица и околината, припаднала на Бугарија. Егејскиот дел припаднала на Грција и мал дел на запад припаднала на новосоздадената албанска држава. Што значи тоа? Тоа значи дека Македонија не добила собствена држава, туку таа била поделена. Што се случило со светот? Во светот врие, светот е поделен на два блока. Од една страна имаме Антантата, предводени од Франција, Русија и Велика Британија. Додека пак од другата страна ги имаме централните сили или троен сојуз, како сакате, предводени од Германија, Австро-Унгарија и Италија. На овие два блока ќе се придружуваат еден куп држави и од Европа и од свет. Нас не интересираат балканските држави, односно Србија, Бугарија и Грција. Каде тие ќе влезат и што ќе прават со Македонија во Првата светска војна секако. Ќе започнеме од Србија. Србија ќе влезе во судри со Австро-Унгарија, што значи дека Србија застанала нормално на страната на Антантата. Што прави Србија со Вардарска Македонија за време на Првата светска војна? Врши масовна експлоатација. Човечки ресурси, односно врши регрутација. Од Македонија ќе регрутира околу 53.000 луѓе. Најголем дел од нив биле секако македонци. Тука имам албанци, турци, евреи и така натаму. Но најголем дел биле македонци. И тие ќе влезат, ќе бидат дел од српската војска и ќе гинат за Србија. Од друга страна пак, Бугарија. Тоа што го правеа србите со Вардарска Македонија, истото го прават бугарите со Пиринска Македонија и Струмица и околината. Што прават? Регрутација, регрути. Ќе соберат 33.000 македонци, ќе формираат 11-та македонска дивизија, плюс ќе се на бугарската армија ќе се приклучи Тодор Александар со неговите чети. Истото ќе го прави и Грција. Околу 20.000 македонци ќе регрутира од Егејска Македонија и ќе ги приклучи на грчката војска. Сурово, нели? Овие држави вршат масовна експлоатација на овие делови. И сега, што се случува? Нешто друго плюс. Да видиме која држава каде ќе заврши. Србија, рековме, завршува на страната на Антантата. Бугарија иде кај централните сили. Грција иде кај Антантата. Значи, Србија и Грција на една страна, Бугарија на друга. Србите и грците ќе војуваат со бугарите. Што значи тоа? При тие нивни судири, покрај тоа што ќе војуваат тие држави, нешто друго за нас, што нас не интересира и е многу сурово. Во тие судири, македонец ќе војува против македонец. Бидејќи гледате, во сите тие три војски имаме македонци. Значи, тие македонци кои што биле дел од српската војска, тие македонци кои што биле дел од грчката војска, ќе војуваат против оние македонци кои што биле дел од бугарската војска. Тоа е суровата реалност. Како и да е, меѓу другото, во 1915 година на Балканот ќе биде отворен Македонскиот фронт. Ќе биде тука доста сурово, пеколно, ќе се војува. Од една страна централните сили, од другата страна Антантата. Освен тоа што на македонскиот блок има бугарска војска, српска и грчка, исто така ќе имаме и француска војска. Ќе имаме и руска војска, германска. Значи и така натаму и така натаму.
Значи, во Македонија ќе имаме разноразни војски кои што ќе војуваат едни со други. Уште нешто. Тие војски треба да јадат, така? Од каде ќе јадат? Од каде ќе ја земат храната? Од тамошното население, така? Тоа жито што македонците го огледувале, нели од таму вадат леп. Тој леп нема да заврши кај нивна маса, туку ќе заврши кај масата на војниците. Таата експлоатација. Храната завршува кај војската. И со тоа што се јавува глад. Плюс економијата е на ниско ниво во Македонија. Таму каде на таа територија каде што се војува, каде што има војна, не може да има прогрес економски. Имаме прва Балканска војна, втора Балканска војна која што се водела на македонското население, прва светска војна, каде што Македонија е дел од таа војна, каде што се војува на таа територија, што значи дека Македонија е опустошена. Тешки кризи, тешки моменти за Македонија и населението кои што живеело таму. Македонци, албанци, турци, евреи, роми, така натаму, власи и така натаму и така натаму. Значи, тежок период за Македонија, тежок период за Балканот, тежок период за светот. Тој македонски фронт ќе започне 1915 и ќе трае се до 1918 година. Што се случило меѓувреме? Бугарија ќе освои Вардарска Македонија и ќе освои источниот дел од Егејска Македонија. И како што вршеше експлоатација во Пиринска Македонија, таква експлоатација Бугарија сега ќе врши во Вардарскиот дел и во источниот дел од Егејска Македонија. Сурово, нели? Како и да е. Првата светска војна ќе заврши. Ќе победи Антантата. Што се случува со Македонија? Како што после Балканските војни Македонија не доби држава, така и сега. Првата светска војна ќе заврши, а Македонија нема да добие сопствена држава. Туку ќе остане поделена со мали измени. Егејска Македонија, како после Втората Балканска војна, ќе остане на Грција. Вардарска Македонија сега плюс Струмица околината ќе припадне на сега веќе СХС, не веќе Србија. Учевте и ќе учите понатака. А пак Пиринска Македонија без Струмица околината, кој што сега ќе припадне на СХС, а пак Пиринска Македонија ќе остане во Бугарија. Како и да е, Македонија нема и после Првата светска војна нема да добие сопствена држава. Бројни македонски интелектуалци ќе се противат на тоа. Крсте Петков Месирков, Димитрија Чуковски, Наце Димов и така натаму и така натаму. Но како и да е, Македонија нема да добие сопствена држава. Еве сосема за крај неколку слики од војници во Македонија за време на Првата светска војна. Еве гледате. Имаме овде оваа слика, имаме сенегалец, имаме французи, имаме русин, англичанец, имаме индиец. Еве го индиецот. Значи, гледате, различни националности во Македонија. Еве моменти од Македонскиот фронт. Еве уште едни, значи гледате. Тоа е тоа. Се надевам дека бев јасен и се надевам дека ова видео ќе ви помогне при совладување на лекцијата. Поздрав и се најубаво.